Почитувани, Верица Узунова, член на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз во Македонија, советник во собранието на општина Струмица од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а одскоро вработена и во јавното претпријатие Струмица газ, вчера одржа пресконференција на која, разбирливо, кога веќе врши 3 функции одеднаш, исполни и 3 нарачки одеднаш. Прво, извадоците од интервју на Славе Гошев се цитати од Манифестот за реформи и развој, во кој на страна 126 под точка 1 стои: со средства во износ од 67,6 милиони евра обезбедени од Руската Федерација, ќе се финансира изградбата на делот од приоритетниот магистрален правец Клечовце-Штип, Хамзали-Стојаково, граница со Република Грција. Вкупната должина на овој дел од гасоводниот систем е 169 километри и со неговата изградба ќе биде овозможено Република Македонија да има можност за уште еден приклучок на гасоводниот систем со кракот од Јужни поток од страна на Република Грција. Рокот на реализација на овој дел од проектот е 2012 година до 2018 година. И покрај јасните рокови во манифестот, членот на извршниот одбор, советникот во собранието и нововработениот службеник во Струмица газ, по нарачка на шефот, свесно го заменува магистралниот правец Клечовце, Штип, Хамзали, Стојаково, граница со Република Грција, со правецот Хамзали, Ново село, граница Република Бугарија, во должина од 24 километри, кои треба да се реализираат од 2018 до 2023 година со цел да предизвика забуна и дисквалификација. Второ, аферата Градски гробишта Струмица е најновата сделка на бизнис фамилијата Заеви, која е уплашена од фактот дека ВМРО-ДПМН ги раскрикнува нивните некрофилски идеи, панично се обидуваат да се извлечат од живата кал на матните бизниси, па се повикуваат на членовите 57 и 26 од Законот за градба и во случај кога се работи за споменици на гробни места. Градските гробишта не се религиозни објекти. На струмичките гробишта се погребуваат и атеисти, па затоа во конкретниот случај важат одредбите на споменатиот закон во членот 73, во кој се вели дека одобрение за градење не е потребно за гробница и споменици, а истите се градат согласно Законот за гробишта и погребални услуги, што е практика во многу општини низ цела Македонија. Законот за градба во член 40 предвидува дека вршителот на занетчиски работи е доволно да биде регистриран за вршење на соодветната дејност. Трето и најважно од се е дека претпоставениот кандидат за градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Зоран Заев, изборите ги започна 13 месеци пред нивниот почеток, март 2013 година. Се прашуваме, доколку на вистина се толку успешни и доколку граѓаните според нив му веруваат само на Заев и на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, зошто се води оваа негативна кампања во која не се штедат пари и средства со единствена цел да се дискредитираат личности кои не се официјални кандидати за ниту една функција. Се поставува прашањето, ако една година и повеќе пред одржување на изборите, успешниот Заев и неговата партија Социјалдемократски сојуз на Македонија се служат со реторика на измислици, подметнувања и фалсификати, дали откако ќе ги изгубат локалните избори во 2013 година, бившиот градоначалник Заев и неговата бивша советничка Узунова ќе им ги искршат кичмите и живи ќе ги изедат сите оние граѓани што не гласале за нив. Ви благодарам.